Дали бројката 13 е баксузна? Тоа зависи од нас. Ајде да раскажеме една случка која може да биде вистинита. Почнуваме. Да речеме дека е утро обоено сликовито. Орхане, не качувај се во автобусот број 13, баксузене, рече неговата баба по мајка му. Орхане, не оди по улицата број 13, баксузнае, рече неговиот дедо по мајка му. Орхане, не седи на 13-тата клупа, баксузнае, рече неговата баба по татко му. Орхане, не купувај среќа со број 13, баксузнае, рече неговиот дедо по татко му. Тие до вчера зборуваа. Внимавај патот да не ти го пресече црна мачка, денес велат дека бројот 13 е баксузен. Кој знае што ќе измислат утре. Орхан излезе од вратата. Во лифтот го сретна детето што живееше во станот број 13. Тоа беше дамковото дете, ами сега дамковото дете јадеше бурек. Му понуди на Орхан, тој се зачуди. Слегоа долу. Татко и на Ѓунил се качуваше во колата. Го викна Орхана и дамковото дете. Ги одведе до училиштето. Регистрацијата на колата беше 13-13. За училишниот хор избраа 13 ученици. 13-тиот беше Орхан. Девојчето што стоеше до Орхан во дневникот беше запишано под број 13. Живееше на улица број 13. Секаде 13-13-13. Тој ден во училиштето се одржуваше полугодишна приредба. Имаше и лотарија. Орхан зеде една среќка. Почна извлекување. 101, 17, 49, 14, 96, 13. Најубавиот подарок беше фудбалска топка. Топката ја доби Орхан. Орхановата радост немаше крај. Потрча дома. Пред вратата поштарот му даде писмо. Беше 13-тиот ден од месецот. Домашните повеќе се радуваа на Орхановиот подарок отколку на писмото. Кој ти беше бројот на среќката, прашаа. Орхан малку подзастана како да не веруваше и самиот. Па тихо изусти. 13.